Почитувани гледачи, со најновите информации за најважните настани кои што го одбележаа денешниот ден во Полошко, започнуваме веднаш. Момче од Албанија починало од струен удар во куќа во Тетово, каде престојувало. Го пронашле неговите другари на подот од купатилото. Вчера вечер околу 21 часот во полициската станица Тетово пријавено е дека лекарите од ургентниот центар на Тетовската клиничка болница непосредно пред тоа констатирале смрт на лице од Република Албанија, кое престојувало во куќа на улица Дреновец Порој. Во увидот кој уследил набрзо потоа, со учество на јавен обвинител, екипа на секторот за внатрешни работи Тетово и лекар по судска медицина, утврдено е дека станувало збор за 20 годишник од Албанија, кој според кажувањето на неговите другари, исто така од Албанија, починал во купатилото додека се туширал, најверојатно од струен удар. Откако го забележале легнат во безсознание на подот од купатилото, другарите и другите лица кои веднаш ги повикале во блискиот угостителски објект, го извлекле во дневната соба и се обиделе да му пружат прва помош, но веќе било предоцна. По наредба на јавниот обвинител врз безживотното тело на албанскиот државјанин, денеска ќе се врши обдукција. Се работи на целосно расчистување на сите поединости, информираат од СВР Тетово. 7 лица повредени во две одделни сообраќајни незгоди случајни вчера во Тетово и во Тетовско. За среќа поминале со полесни повреди. Во две одделни сообраќајни незгоди вчера повредени 7 лица. Околу 13 часот во сообраќајката на улица Видоа Смилевски Бато во Тетово учествувале 3 патнички возила со тетовски регистерски таблици. БМВ што го управувал 24 годишник од Порој, Опел Астра управуван од 29 годишен тетовец и Поло што го управувал 19 годишник од Тетово. Во судирот возачот и тројца сопатници од Астрата, како и возачот на Полото, задобиле телесни повреди, пренесени се во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштени се на домашно лекување. Извршен увид и се утврдува причината за незгодата и другите поединости. Првично причина е неприлагодена брзина, додека вкупната материјална штета се проценува на 90.000 денари. Речи си во исто време на локалниот пат Тетово-Тревош. Вчера се судриле Ауди со тетовски таблици, управувано 21 годишна жителка на Челопек, и Поло исто така со тетовски таблици што го управувал 70 годишник од Вешала. Двајцата возачи со телесни повреди пренесени се во Тетовската болница и по укажаната лекарска помош пуштени се дома. Причина за незгодата првично е недавање првенство на минување, а материјалната штета се проценува на 80.000 денари. Иако се врши бесплатно, анонимно и доверливо, мал број граѓани се одлучуваа да направат тест за ХИВ-СИДА и покрај тоа што имале ризично однесување. Од друга страна, корисниците на дрога и сексуалните работници почесто се тестираат, но тоа го прават на терен, надвор од здравствена установа. Доверливо, анонимно, бесплатно, дискретно. Под овие правила се спроведува тестирањето за ХИВ-СИДА во епидемиолошкото одделение во Гостивар, каде секој поединец кој имал ризично однесување може да се обрати за проверка и за совет. Сепак свеста за контрола кај граѓаните е на ниско ниво. Годишно се прават едва и по 10 теста. Лекарите велат дека ризичните групи, корисниците на дрога и сексуалните работници почесто се тестираат, но тоа го прават на терен, во мобилно комбе, активност која се спроведува преку посебен проект. Во нашето одделение секогаш може да дојдат да се тестира доброволно, доверливо, значи бесплатно, не им требаат книшка, пари, не им треба податоци, може да се тестираат по шифра. Па во текот на годината десетина случаи, може би нешто повеќе имаме. Порано морам да кажам дека бројот беше поголем, меѓутоа пак ќе речам поради достапноста и мобилноста на новиот начин на тестирање, сега се намали таа бројка. Стигмата и предрасудите околу ХИВ-СИДА се уште постојат и токму затоа ризичните категории лица се одлучуваат проверките на својата состојба да ги направат надвор од здравствена установа. Таквите лица се некако, како да речам, по-комотни, се чувствуваат посигурно за да се тестираат
на терен, отколку да доаѓаат овде, секако дека стигматизацијата, етикетирањето им представува голем проблем. На подрачјето на Гостивар првите случаи на заболени од ХИВ-СИДА беа регистрирани во 2005 година, додека последните два датираат од лани март месец. На автопатот Скопје-Тетово, на само 3 километри од влезот на Тетово, денеска беше свечено пуштена во употреба нова бензинска станица на Макпетрол. Ова е 126-та бензинска станица во Македонија од ланецот на Макпетрол. Во бензинската станица во чиј склоп работи и современа продавница инвестирани се 170 милиони денари. Со работа започнува и ова наша нова бензинска станица. Следуваат уште нови инвестиции, со што и понатаму го задржуваме приматот на најголема компанија за дистрибуција и промет со нафтени деривати во Републиката. Со зголемувањето на мрежата на бензински станици на нашите потрошувачи, им овозможуваме нови содржини, како и подобра достапност на територијата на целата држава. Дополнителен и исто така важен мотив за нас, како компанија, беше креирањето на нови работни места, што ќе бидат обезбедени со отворањето на нови бензински станици, предвидени со развојниот план за оваа година. Зацртаниот инвестицијски циклус не завршува со оваа бензинска станица. Наскоро не очекува отворење на новата бензинска станица во Овевчан. Во оваа станица се вложени околу 170 милиони денари и истата веќе обезбеди вработување за 10 нови луѓе. Покрај загарантираниот квалитет на горивата кои ги нудиме на македонскиот пазар, секогаш ги следиме и најновите достигнувања во дистрибуцијата на нафтените деривати. Така и оваа бензинска станица, 126-та поред, во синџирот на Макпетро, на нашите потрошувачи ќе им овозможи користење на нафтени деривати и течен нафтен газ, како и дополнителни услуги кои ќе можат да се добијат во современата продавница. Дормео го прославува својот 15-ти роден ден. По тој повод преку караван пред тетовци беа промовирани нивните најнови производи. Дормео денес прослави 15 години од своето постоење. Преку презентирање на своите најнови производи, подароци, попусти до 60% и организирање на креативни активности. Тимот на Дормео денес го доближи нивниот асортиман до тетовци. Почнуваме во Тетово и во Тетово почнуваме со најразлични попусти, малце подоцна ќе имаме и представа за најмладите, ќе има подаручиња и секако најбитно ни е да граѓаните на Тетово се запознаат со новата програма на Дормео и повеќе да ги информираме што значи квалитетен сон. Новата програма на Дормео ни се душеци, пирници, наддушеци со најнова Octaspring технологија. Тоа е технологија на пружини изработени од пена, каде што се добива идеална удобност, а истовремено и идеална проветреност. Тоа е сертифицирано, значи докажано дека е најдобриот душек кој што во моментов може да се понуди. Исто така си има гаранции, сертификати и тука сме за да може секој да дојде да го проба и да види како изгледа, нели, чувството да се легне на таков душек или наддушек. Во текот на овие 15 години, Дормео постојано нуди нови производи на пазарот, внимателно следејќи ги потребите на купувачите. Почнавме со душиците од меморитска пена, кои што пред 15 години, нели, беше нешто кое што беше ново на македонскиот пазар и ја дава таа идеална удобност. Со текот на времето купувачите си бараат, нели, нови производи, нели, ги следевме нивните побарувања, нивните начини и навики на спиење и така се надоградувавме со нови линии и сега после 15 години конечно го имаме и патентот на Octaspring. Повторно сме иновација која што е нели нова во Македонија и повторно е нешто што е најдоброто за спиењето, а спиењето нели е најбитно за да имаме добар ден. Караванот започна денес во Тетово, потоа ќе продолжи во Штип на 19 мај и во Кочани на 20 мај.
Универзитетскиот професор Абдулменав Беџети вели дека економскиот тим кој ќе ја предводи новата влада ќе се соочи со големи предизвици во опоравувањето на кривката македонска економија. Како приоритет на новата влада Беџети го посочи укинувањето на, како што ги нарече, контрапродуктивните економски мерки. Наследуваме на краткорочен аспект една економија која е доста дехидрирана, со доминантна доза на етатизам во неа. Тоа значи дека била потхранета досега преку јавниот сектор и државната интервенција, и се разбира дека на долг рок, или подобро речено на среден рок, се остава една економија со големи очекувања и висок оптимизам. После дождот се очекува сонце. И од таа смисла оптимизмот многу значи во економија, и јас сакам да гледам позитивно во тој дел после сите овие промени, и се разбира дека предизвиците се големи. Ќе има ли тешка задача, значи новиот економски тим, и кои ќе бидат првите предизвици кои што спомна? Па мислам дека има многу предизвици. Ако би можело тоа да ги сумарно наречеме, прво би требало некои интервентни системски решења во делот на економијата, од типот на расчистување на сите тие мерки кои што се контрадикторни, административни и неефикасни. Значи, на некој начин растеретување на етатизмот во економијата, повлекување на таа долга рака на државата во интервенциите на економијата и замена со оригинална пазарна економија, каде што пазарот ќе ги алоцира ресурсите. Имено, прво очекувам дека треба да се повлекуваат и исчистуваат сите тие парафискални оптеретувања, кои како вид на давачки ја оптеретуваат економијата. Би требало веројатно многу брзо, по оценките што треба да се прават во првите 3-4 недели, да се прави и првиот ребаланс на буџетот, да се исчистуваат сите тие буџетски намени кои што може да очекуваат во добри времиња или подобри времиња, и да се задржуваат само тие кои што се неодложни, и се разбира кои се тие. Потоа би требало веднаш да се исчистат и да се кратат сите непродуктивни трошоци, со давање приоритет на трошоците кои што на некој начин се неминовни и продуктивни. Еве, знаете вие дека има и дубиози од типот на двојно оданочување, системски решења, радиодифузовна такса и слични, систем на глоби и претерано оптеретување на државата со ваков вид на давачки, кои што се на некој начин и системски. Се разбира, приоритет огромен би требало во институциите, бидејќи тоа се гаранција за економска функционална пазарна економија. И кога велам институциите, почнувајќи од економските институции, па се до правно легалните институции во државата, као судскиот систем, правосудието, потоа и другите столбови на општеството, почнувајќи и со медиумите, па се до, би рекол, граѓанското општество. Така, ако се спроведат овие мерки кои што според вас не би различили економијата, каде ќе се почувствуваат првите ефекти? Па зависи кои приоритети и кои мерки ќе бидат дизајнирани. Тој инженеринг треба да биде прво создаден со мерки кои што ќе дадат брзи ефекти, бидејќи очекувањата се доста високи, во смисла на брзи ефекти, за да се почувствува праведна и правна основа и распределба на ресурсите, еднаква шанса и еднаков пристап до сите можности на сите, само како шанса, веднаш во одредени распределби и програмски распределби би требало да се предвидуваат тие мерки кои што ќе имаат дистрибутивен и преносен ефективен ефект до стандардот на граѓаните. Значи, тие би биле некои краткорочни мерки кои на некој начин треба да се прават што е можно побрзо. И се разбира паралелно со тоа и другите мерки кои што ќе бидат доста комплексни и не толку лесни. Така. Дали вие ќе бидете дел од новата влада? Па, хипотетичко прашање е тоа, прво не би можел да коментирам во даден момент.
не мислам реално немаат такви услови. Четвртиот роден ден вчера го прослави и Технолошкиот парк при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Од почетокот на својата работа до сега бележи формирање на 20 компании и речиси 100 работни места. Технолошкиот парк при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово прослави 4 години од постоењето. Оформен со цел да ги поддржува технолошко-иновативните компании и стартап фирмите, се етаблира во значаен генератор на нови работни места. Започна да функционира со еден вработен, за денес да има 4 администратори и 96 вработени во IT секторот. Имаме резултати во кои што дефинитивно се новост за академската заедница, бидејќи идејата на постоење на Технолошкиот парк внатре е да се креира таков амбиент во кој што ќе соработуваат бизнис секторот, јавниот сектор и академскиот сектор. До сега имаме неколку проекти во кои што се апликативни и во кои што освен научниот дел имаат и апликативен дел во кои што се во пазарот. Исто така имаме отворени фондови за младите наши студенти во кои што имаат идеи, креираат стартап компании внатре и истите или се продаваат или работат аутсорсинг за надворешни компании. Денеска презентиравме неколку од активностите во кои што ги имавме во оваа година. Еден од нив беше стартап компанија во која што веќе најде простор во приватниот сектор. Фактички таа идеја веќе се супортира од Америка со максимум $200,000. Така да вториот момент беше представување на хакатонот NASA Space Apps, во кој што е еден од најголемите такви ивенти на ниво на светот. Исто Технолошкиот парк е дел од таа мрежа во кој што оваа година имаме победник, локален победник во кој што ќе оди и ќе се надпреварува на светско ниво. Технолошкиот парк при Универзитетот на Југоисточна Европа е единствен од ваков вид во земјава. Интересно е да се каже дека нашиот технолошки парк е единствен од ваков вид во државата. Во регионот има уште еден во Србија. На светско ниво има само 4000 вакви технолошки паркови, што е многу мал број на глобално ниво и е уште еден показател за тоа колку ние на универзитетот сме иновативни, колку сме напредни, колку сме тоа што би кажале на англиски ahead of time за креирање на едно општество базирано на знаење, во кое знаењето е поврзано со истражувањето и со економијата. Инаку, во време кога станува збор за области како нанотехнологија, машинско учење, роботика и многу напредни технологии, а се во услови на современи геополитички и демографски трендови, сето тоа во ера на иновации, постоењето на ваков технолошки парк е повеќе од оправдано. Инаку внатре во Технолошкиот парк се сместени 9 компании, а дополнително има 20 компании кои што ги користат нивните услуги. IT индустријата, маркетингот и телекомуникациите се областите во кои најчесто се насочени фирмите на младите вешти лица во Технолошкиот парк. Судот денеска ја прифати понудената гаранција на осомничениот Сејат Кочан во предметот труст на специјалното јавно обвинителство во вредност од речиси 1 милион евра. Според соопштението на Основниот суд Скопје 1, по барањето на вчерашното рочисте од специјалното јавно обвинителство за дополнителни информации за здравствената состојба на Кочан, денеска добиле известување од Универзитетската клиника за кардиологија, во кое е наведено дека на осомничениот му бил вграден стент и поради тоа не е во состојба да се појави во судот. Судијката на претходна постапка денеска одлучи да ја прифати гаранцијата и на осомничениот Кочан да му ја одземе патната исправа и наметне обврска да се јавува еднаш неделно кај службено лице во Основниот суд Скопје 1. Министерството за финансии денеска соопшти дека започнува со исплата на субвенциите на земјоделците веднаш по објавување на одлуката на Уставниот суд во службен весник со кој ги отстранува законските пречки за исплата, соопшти кабинетот на министерот за финансии. Веднаш штом се создаде законска можност, Министерството за финансии започна со исплата на субвенциите кон земјоделците, се посочува во соопштението од кабинетот на министерот за финансии.
Дел од земјоделците од Полошкиот регион кои денес попладне ги анкетиравме велат дека на нивните сметки се уште не им се пуштени пари за субвенции. Некои се надеваат дека власта ќе го одржи ветувањето и што поскоро ќе им ги исплати субвенциите. Ништо не плаќале. Проверивте на сметка, денеска започнале да ги исплаќаат? Не знам, тоа не знам. Дали очекувате дека ќе се исплатат сите? Сите чекуваме. А до сега како се сноѓате без субвенции? Ево така, како што гледате. Без субвенции, без ништо. Како се земјоделските површини? Засејани, не засејани? Сејани се, да. Како се снајдовте со пари? Со пари едва се снајдовме. На заем. Едва, ни субвенции нема, ни ништо. Очекувате дека со субвенциите ќе се реши проблемот, така? Очекуваме дека ќе се реши субвенциите. Сега како ќе биде, не знам. Каже, од владата започнале да ги исплаќаат? Немам слушнато, не сум информиран за тоа. Очекувате да добиете субвенции? Очекуваме и баш ова година би требало порано да се инвестира у земјоделието и Слана фатил. Други има пречки у земјоделието и работим над 20 хектара работим. Како земјоделие, со расад, со стока имам над 60 грла. И ова е наша држава. Кога треба да се инвестира, не ги дават кога треба на плажа да идеме. Значи очекувате да се платат за останатите субвенции плюс порано да се исплатат? Субвенциите пред март треба да се исплатат, пред март. Ако и ланските субвенции треба пред март. Барем да има луѓе да инвестират за земјоделие. Оти на отворено ништо не се работи. Све ризично. Компирот отиде, јаболки нема, круши нема, тоа нема, не знаем што очекуваме. Од компирот имаме само лозници, да се коси, а род нема да дава. Тоа 80% нема да дава род. А друго еве, почнало луѓе да садат, све ладни. Зема и овде се лаже. Бара капија му дава бел, бара бел му дава људ. И ова не е работа. Па сега изгледаше дека ќе почне да се дава. Така, друго... Вие ги проверивте сметките? Ја немам, не земам ја. Ја не земам, осталите земале и тоа. Има некој што зеле субвенции? Не, уште не. Само викале синоќа дека ќе дават. Ама уште на сметките нема пари, така? Нема. Очекувате да се исплатат субвенции? Очекуваме сигурно. Треба да се даде тоа, 2016 треба да се даде, не тоа ти е. Ако дава добро, ќе биде мало помош за земјоделците. Тоа го очекува. Тоа ти е. Добро, фала многу. Кој од субвенциите владата вчера најавија дека... Јас сум чул дека вчера се најави дека ќе земат субвенцијата. Ама стигнати са парите? Не стигнат. Кога ќе стигнат? На задни воз. Како се сноѓате без субвенции? Ето видиш како се снаѓаме. Најсиромашни. Земјоделците. Очекувате да пристигнат субвенциите, парите на сметка? Сваки дан, ама ето. Кога ќе стигнуват, не знам. Карате клубот Шерпланинец од Тетово обезбеди учество на балканскиот карате надпревар во Истанбул, Турција. По 5 години постоење од неодамна клубот располага и со собствена сала за одржување на тренинзите. Благодарение на освоеното трето место на државниот карате надпревар на Република Македонија, членка на карате клубот Шерпланинец од Тетово ќе учествува на балканскиот карате надпревар во Истанбул, Турција. Пред 2 недели имаше државно првенство за деца од 11 до 13 години. Се активно земавме учество со 4 дечиња и би рекол тоа е еден огромен успех, затоа што нашата надпреварачка Тамара Добреска се закити со трето место и воедно тоа е наша прва медалја на едно званично државно првенство. Со тоа, впрочем, тоа беше изборен турнир за балканско првенство и со тоа освоено трето место Тамара Добреска влезе во избор за како репрезентативка на Република Македонија и веќе на 19 мај за некој ден треба да одиме во Истанбул на балканското првенство. Останатите деца исто така зедоа
учество на тоа државно првенство. Не освоја медали, иако заслужува и неколку деца да се закитат. Меѓутоа, нели, тоа е спортска среќа и се надевам дека на наредното ќе донесеме повеќе медали. Го сакам карате спортот како спорт и затоа тренирам. Јас се потрудив да освојам до 3-то место. Колку години тренираш? 1 година. На последниот меѓународен турнир Солидарност Опен во Скопје, карате клубот Шарпланинец се закити со 11 медали, секој надпреварувач освои некој од првите 3 места. Се закитивме на овој турнир со, мислам дека 11, една златна, 4 сребрени и 6 или 7 бронзи. Јас сум искрено презадоволен, затоа што пред се овој беше еден исклучително добар турнир, затоа што пред се е меѓународен, имаше преку 500-600 дечиња и да земеш медаља во една категорија каде што има над 20 деца, па макар и таа да е бронза, нели е успех. Активно зема учество, значи деца од, да речем, од балканските држави, Србија, Бугарија, Црна Гора. Ние учествувавме со 12 деца и буквално сите освоија по една медаља, што е за мене и за другиот тренер огромен успех. Затоа што кога ќе споредиме на прошлиот турнир до сега, значи напредуваме со бројот на медалите. Јас се викам Стефан Илиевски. Бев на турнирот во Скопје во општината Газибаба. Освоив злато, 3 пати се такмичев и 3 пати се такмичев и сите 3 пати ги победив. Се викам Михаела Сапунџиевска, тренирам 2 години и имам 8 години. Што освои сега во Скопје? Јас во Скопје освоив 2 место. Во Крстевска тренирам 2 години и освоив сребрен медал. Јас сум Матеј Митревски, веќе тренирам 5 години во овој мој значаен клуб карате Шарпланинец. Многу ми е чест да тренирам тука. Имам до сега 7 такмичења, имам многу медали, задоволен сум од моите борби, од моите двајца тренери, Александар Давидовски и Вица Милевски. Многу сум горд на нив. И на ова такмичење освоив бронзен медал кој го организираја Солидарност Опен и многу сакам да имам вакви такмичења. Јас сум Марија Клепова, имам 15 години, тренирам веќе 3 месеци и за само 3 месеци освоив бронза на турнирот Солидарност Опен, меѓународен. Конкуренција 15 и многу сум задоволна и од тренерите и од тренинзите секојдневни. Јас се викам Лукас Заковски. Што освои сега на турнирот во Скопје? 3-то место. Тренирам карате 4 години и на овој интернационален надпревар Солидарност Опен освоив бронзен медал во борба. По 5 години постоење од неодамна карате клубот Шарпланинец од Тетово располага и со сопствена сала за одржување на тренинзите. Ние сме веќе 5 години активно во основното училиште Гоце Делчев во таа сала, меѓутоа сме лимитирани со одреден број на термини, се мешаат повеќе возрасти на деца и не можеш буквално да го исполниш целиот тренинг како што ти си го замислил. Ете, со Ивица се потрудивме да направиме еден наш дом, наша сала. 24 часа е наша. Се трудиме сега да ги раздвоиме, според возраста на децата, да напоменеме дека буквално 4-4,5 годишна возраст веќе можат да почнат да тренираат. Во карате клубот Шарпланинец од Тетово активно тренираат околу 50 каратисти. Веќе завршуваат тие турнири, изборни турнири. Имаме за 2 недели сега државно првенство за кадети од 15 години до 21 година. Значи планираме да одиме таму, имаме деца. Завршува тоа и веќе почнуваат оние подготовки за летен камп. Се надевам дека ќе отидеме како клуб да се представиме на некој од летните кампови, дали тука или во странство. Се уште ги разгледуваме понудите и здравје Божје од септември понатаму со нови сили
нови турнири и нови државни првенства. Францускиот председател Емануел Макрон во неделата рекол дека сака Европа која истовремено ќе биде привлечна за инвестирање и која повеќе ќе ги штити работниците, пренесуваат светските агенции. Според него тој се залага за Европа која ќе биде помалку бирократска, а повеќе насочена кон политиката. Францускиот председател, кој во средата во Елисејската палата имаше вечера со председателот на Европскиот совет Доналд Туск, нагласи дека за него европскиот проект е од големо значење, изразувајќи подготвеност неговата земја да даде целосна поддршка. Бразилскиот председател Мишел Темер ги отфрли обвинувањата во еден домашен весник за тоа дека се согласил да се изврши исплата на еден можен сведок за корупција, за да не сведочи. Весникот О Глобо тврди дека Темер одобрил незаконско плаќање за политичарот Едуардо Куња, кој во март годинава беше осуден за корупција, перење пари и неплаќање данок. За ваквите обвинувања весникот тврди дека има тајно снимен разговор на Темер со еден угледен бразилски бизнисмен. Председателот на Венецуела Николас Мадуро почна да распоредува војници во Тачира, една од 23 венецуелски сојузни држави, по грабежите и нападите во изминатите 2 месеци колку што траат протестите во земјата, во кои досега загинаа 43 луѓе. Ноќта помеѓу вторникот и средата биле ограбени десеттина продавници, а запалени биле 2 полициски станици. Министерот за одбрана изјави дека наредил распоредување на 2000 војници и 600 агенти за специјални операции по барање на председателот Николас Мадуро. Венецуела од почетокот на април ја тресе бран масовни протести и судири, а бројот на смртно настраданите се зголемува речиси секојдневно. Последната жртва е 15 годишен демонстрант. Денес времето беше сончево со умерена облачност, дуваше слаб до умерен ветер од североисточен правец. Утринската температура се движеше од 4 до 10 степени, а дневната од 20 до 24 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде сончево со умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 3 до 10 степени, а дневната од 22 до 26 степени. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Пријатно!